Здраво на сите, значи видеото е по повод доста луѓе кои што ми пратија слики од тип кој што се представува у име на друг познат гостин кој беше кај доктор Горан у емисија. Значи типот има академија и нуде часови за за крипто. Многу луѓе ме прашаат дали ја поддржувам академијата, ја немам се посериозно запознаено со таа академија, али на гостино како што се сеќавам даде една многу добра изјава дека наместо да купувате Dogecoin и Shiba Coin за $300, значи можно е да платите часови на таа академија и да научите нешто повише. Значи, доколку има луѓе кои што се спремни да фрлат пари за глупости, за шиткоини, многу по-паметно е да идат и да се образоват што е крипто, таква академија. Иако не сум тип што ги поддржува да се трейда, иако ти немаш некој искуство да речеме на крипто маркето од 2-3 години минимум, да се запознаеш како иде таа насока, значи тие падови и pump and dump сценарија, али оставам на вас да одлучите. Че видеото е направено, видеото ќе го направам сега за чисто да ви кажам колку лесно може, например кај доктор или познато лице кој ќе го следите, колку лесно може да бидете наведени на без самиот гостини, самиот водител да знаат за тоа, значи колку лесно можете да бидете наведени да на лажен профил му дадете клучни информации или пари за тоа што ви ветуват чуда. Значи на самото видео може да видите кај доктор Горан. Значи гостино е со име со Б, П, О, С, Инек. Значи докторот многу паметно е направил што го е тагирал, значи кој ќе натиснете точно ќе ви одведе на неговиот линк. Додека например ова е оригиналниот профил. Гледајте, има 109 постови, 4608 followers, 271 тој следе, значи кој изгледа целиот профил. И забележете тука овај дел. Б по синек, тоа е оригиналниот профил, а погледнете, скоро не се ни приметува. Значи истите слики 108 кај него е 109, тука е 108 постови. Followers кај него е над 4000, тука е 3938, на кој што нема да обрнете внимание. Али има една, гледате тука, мала разлика која што не се ни приметува, а уствари типот го користи Инстаграм и слабост на Инстаграм, дека мало додавка или бројче или буква која што може да ја додадете, која што ретко се приметува, вие ќе помислите дека зборете со оригиналниот профил, оригиналниот лик и главен на академијата кој што е бил на гости. Значи треба да внимавате на такви работи, треба да внимавате со кој дебатирате на интернет. Значи ова е оригиналниот профил, а гледајте, например, дури типо се уклучува и на мене. Иако ја на почетокот не приметив, гледам дека ми праќа порака и дури им одговорив со стандард зашо враќам на овај начин гледаш на сите, ќе ви даде сега за прв пат увид. Многу луѓе се нервират дека враќам на овај начин, не враќам со текст порака, али враќам со voice. Значи ќе ви кажам една од тајните зашо е тоа така. Тоа не е само за тоа што многу побрзо враќам на сите тие луѓе наместо текст меседж. Мен дневно ми пишуваат од 200 до 2000 души, да речеме, ја не можам на сите у еден ден да врнам, враќам на една мала група и за да врнам со на 2000 души, тоа може да ќе ми треби и месеци. Јас извинувам на сите што не сум успеал да одговорам, али се трудам. Значи затоа сакам да го префрлам целиот мобет да отиде у самата група да се постават прашањата, поради тоа што истите прашања више се повторуваат, али да се врнам на зашо враќам со voice, е поради тоа што самиот лик, гледаш ми пишува hello bro, how is your trading going? Ја му враќам, значи voice. Сега типо не може да преведе, значи не разбира македонски, значи е странски лик. Значи не може да преведе, не може да го ставя на Google Translate. Значи е странски лик и лице кое што не разбира македонски, али многу лесно може на Google Translate да напише на англиски и ми враќа уместо тога пошеле ми пораку. Значи зашо би му требала порака на типот кој што беше гостин
кај доктор Горан, кој тој разбира македонски. Значи типо, кој ше лажниот профил, не разбира македонски. Значи се гледа дека е странско лице, може да биде од која сака, нели, држава, и јас му враќам тактички, нели, демек другари, јас не тредам, јас истражувам, нели, инвестирам у биткоин, етирам Cardano, бла бла бла. Кажувам му дека не сум заинтересиран за трейдање и он пази сега, не може, нели, да ми врне voice, затоа што ќе видам дека, нели, не е србин или босанец или хрват или дека оригиналниот лик, ја не сеќавам, нели, дали беше србин гостино кај доктор Горан. Значи и ми пишува на англиски и ми враќа со лош превод на македонски. Вика, па добив некои подобри препоруки за вас и знам дека ќе имате корист од тоа. Јас ќе бидам тој што ќе води низ целиот процес, значи нема логика. While, тука гледаш, нема се добро преведело или што се каде да каже, ве водам за успешна стратегија за тргување, за да ви овозможам да заработувате дневна добивка, но ако сте подготвени да започнете. Значи, прво, не е добар Google Translate направил за да ме разбере што сум му кажал, да и погледнете. Ова е типично глуп одговор и се гледа дека типо користи Google Translate и дека збореме за странско лице. Ја културно му пишувам, фала другар, не сум заинтересиран за работка дневна, јас веќе сум, нели, милионер, знам доволно за крипто и трейд инвестиции, не сум заинтересиран и мислев, значи тактички му го пишав ово демек, замислев дека ќе продолжи да дебатира. Спротивно се случува контра, он прво ме блокира и јас го проверувам, јас више го имав оригиналниот, нели, карактер на гледате туку пораки, го имам оригиналниот Б посеник, а еве го преварантот Б посеник и долната црта. Значи јас му пратив на оригиналниот карактер за ово, он кажа дека е више пријавен и јас пробав да му дарам репорт на самио нели тип. Пошол човек, гледајте какви чуда ветува. Значи тоа криптоакадемијата на Б посеник не може да го вете. Тоа го немам видено нивната програма. Чи гледајте шо ветуват за $500 ако дадете на тај лажниот карактер, да ги префрлете, нели, кај нив, ќе ви дадат за 72 часа ќе направите ретурн поврток од $1,500. За $1,000 ќе направите од 3,50. За 2,000 6,000, за 3,000 9,000, за 5,000 15,000, за 10,000 30,000. Кој пакет сакаш да го избереш? Значи пази, он на македонци пишува на англиски, ото му е полесно. Не може, знаеш, да го изведе тоа толку брзо да враќа, нели, на македонски на Google Translate. Сигурно ќе има некоја грешка и кога дебатира со тебе се трудат побрзо, например, да врнат или на други лица. И например, ако е, да речеме, Б посиник, нели, од академијата да ме знае, ми го има гледано видеото, пошто негов колега ми беше пишал Божинов, мислам дека ми извини, не се сеќавам на името, ми беше више пишал комплименти, значи нема логика они да стоат позади вај профил, не верувам дека они стојат. И погледнете колку интересно, значи какви чуда ветува и сега тие македонци што ми, нели, пратија исто дека и лажните профили на нив со месеци, со недели или со денови пробат да и земат $500 или одредена сума, луѓе што дебатирав со македонците испаѓа дека, нели, повише луѓе ми пишаа, ама види они колку се упорни, ама види они колку се сериозни, значи луѓе збореме за хакери, кои што најнормално дека бидат упорни и сериозни, значи затоа што тоа е нивна работа, значи они додека не ви ги земат парите, додека не ви ги земат тие пари, значи они најнормално дека ќе бидат упорни и сериозни. Нивна работа е и со недели, и месеци, па и година, имам видено примери, дека некои луѓе и со години и праќат и пробат да ги убедат, и има луѓе упаднано у други, нели, у други такви преварантски случаи имат упаднано и за $100,000, дури милионски суми на ова. Имаше и скоро со Елон Маск исто, у негово име дека се представуваше, имаше демек Елон Маск винуде, нели, комплетно оригинален твит, преку Твитер беше, Твитер акаунт, дека нуде дека дава сериозен стекинг ревордс на кои пратете на негова адреса за $10,000 $20,000 Dogecoin и многу, нели, single mother, сега ги земам
за пример, пошто најжално беше за нив што читав. Savings што имале, заштита што имале за деца, за школување, ги дават на тај лажен Елон Маск профил, слична превара на овоа и типо најнормално исчезнало со вашите пари. Значи луѓе милион пати кажав, имате кај мене линкови под секој YouTube видео. Значи стаено да води директно до таа берза. Да води директно до таа берза дека треба да направите профил. Значи луѓе, секој што ќе ви пишува пораки дека продава нешто или сака да купи нешто од вас и ви витува чуда, треба да не прифаќате на тоа. Не постои таква работа да некој му даете $500 да ви врне 1500 за не за 72 часа, па дури за месец и два. Че има си стекинг програми на тия Binance, на KuCoin, на Cex.io, на Coinbase, на Gemini, на тия оригинални професионални берзи со лиценца. Си има одредени колку стекинг реворд се дава и трябва да ги следите тия програми. Луѓе, не се лажете на овакви преваранти, обраќајте внимание, пошто гледам тука 3938, ајде да речеме 3000 се ботови, кои што нели е платил за да ги покажува како followers. Луѓе, јас сум сигурен дека многу македонци више има дадено пари и имат улезено у таа шема и имат изгубено пари. Ако не се излегнале јавно, не значи дека не се и више се извинувам. Дека не се излажени. Значи не е срамно да излезете јавно и да го постирате тоа, кога имате изгубено пари, да го споделите. Не е тоа срамно, значи ова е нов сектор. Гледајте да излезете јавно, па и пратете на мене, јас ќе го покрием вашето име, да се излезе колку луѓе више си имат зафркнано, за други македонци да не упаднат. Оставете тия мобети, брат, ама он се зафркнал, викам, јас сум се зафркнал, остави го и он нека се зафркне. Мојата цел у таа група не е да се движиме ние на тај правец. Че внимавајте, гледајте и внимавајте, една точка или запирка, луѓе, може да ве доведе да дебатирате и да дајете информации на лик кој што може многу да ви наштете. Че гледај, исти се сликите, исто е се, само една смешна долна црта, која што е многу тешко да ја приметите и вие виште сте даделе пари на погрешен карактер. Значи нема шо да уплаќате пари на било кој, дали у моје име ќе се представува или у друго име кај некој познат што е бил на гости. Затоа кај мене на YouTube каналот се забранени нели да се праќат коментари. Многу луѓе ме прашаа, брат, ама ти ако си тај толку нели професионалец, што се плашиш од дебата по тие видео, по тие канали на YouTube, значи по тие видеа. Значи ја не се плашам од дебати, јас дебатите ги наведувам у порака на Facebook, значи нешто дека имам контрола на тоа да видам дали некој на моје видео на YouTube, на моје видео на Facebook или на Instagram ќе постира одоздоле коментар кој е штетен. Да го воде демек у моје име, например, да креира профил и да ги наведува дека јас нешто продавам или дека нешто инвитувам да чуда ако вложат, например, $500, дека ќе земат 1500. Значи, на моите YouTube канали за тоа се disable, за тоа не може да се коментира. Затоа што ја на YouTube каналот не можам да имам таков преглед, не ми стигнало такви известувања за да видам колку души ќе напишат штетни коментари или ќе споделат штетни линкови или ќе пробат да рекламират некои си страни, волети кои што ветуват чуда. Значи на мојот YouTube канал по 1000 пати, по 100 пат кажувам дека не е 1000 пати, не сум кажал, значи по 100 пат кажувам дека за тоа се исклучени каналите и нема више да се повторувам. Значи многу луѓе ме прашаа како почнувам дено, луѓе, CoinMarketCap.com е прво нешто кое што нели луѓе кои што улават у крипто и сонови треба да го отворите и да го разгледате. Значи тоа е главното, дека се гледа прво нешто колку е market cap на посебно трейдери, тие што се представате дека се трейдери, најбитно нешто да гледате колку е market cap, дури за вас треба на дневна база да го помнете тај market cap и најбитно да го помнете на биткоин колку е market cap-о. За Ethereum и другите коини не е толку битен, значи прво нешто најбитно е значи market cap на целиот крипто свет и market cap на биткоин. Тај ги воде коините нагоре надоле.
Значи после това ги разгледате и ги бележите сите други нели, коини. Значи можно е по-добре да се вадат на лист. Значи колко е бил у 24 сата, колко е бил у 7 дена, колко market cap е бил, например да правите просек 7 дена или до месец време и плюс Ethereum или Cardano или Vichain или било кой коин. После това го споредувате го тражите на YouTube. Го тражите на YouTube канал. Значи кои дневни информации ги има за taj коин. Дали има нови проекти, дали няма нови проекти. По това от прилика може да дойдете до някаква проценка дали ќе оде нагоре или надоле. После това следува, значи на самия YouTube имате секция криптокуренси и сите ликови кои више сте ги избрале за да ги следете, како ја што сум ги избрал, например и ги препорачувам на вас, прво нив ги разлистувате. Значи нив ги разлистувате значи кое видео ќе го гледате зависно од вашиот коин или улавате кај мене на самиот криптореволуција и ги пролистувате уназад до кој последен ден сте били у таа група, да ги видите тие информации за тие што сакате нон-стоп да постирате. Ја дневно бришам по 20-30 луѓе кои што пробат да постират у мојата група, а тие видеа и линкови се више постирани. Значи, и луѓето се одма изнервират, без да разберат нели да сване дека тај е више постиран линк или ако не сум му го добрил линко, дека сум му го тргнал за да земе да разлиста од проста логика и аналитика да разлиста таа група, зашто му е биде избришен. И ако не го најде тај линк уназад, нели, да ми пише еј другара бе, вртам негде уназад 3 дена 4, значи ја не е кој знае дека милион линкови постирам. Ти за неколку минути можеш да извртеш за 4 дена уназад кои линкови се постирани и да речеш бе брат, таа е нов линк од денеска или од пред 3 дена, а гледам дека не е постиран кај тебе во групата, ти ми го бришеш линко, тугај да ми пишеш да, ама не одма да урипувате ако не ви го одобрам линко, кој више нели е постиран, затоа не ви го одобрам, и одма тука упораки упајате да се карате, па ти си арогантен, па ти не ми дозволуваш тај линк. Луѓе, ја нема потреба истите линкови 50 пати да ми ги постирате у групата. Ще треба да разберете и ликови, кои што последно време ги бришам коментарите, само на двајца дозволив. Ликови кои што, например, вика да ги гледал сите тие видеа, значи гледа дека кој не ги постирам и ги презентирам, и ми вика, ама јас не знам што е тоа, ама ја не знам што е во, ама тие линкови ти што ги постираш, ја не разбирам англиски. Луѓе, тај екскюз не ви држи вода. Значи имате Google Translate апликација, која што може да ја копирате тај линк, нели јас со поднаслов се трудам да биде на македонски, али тај линк, ја немам толку време да ги преведам сите тие линкови, работам на тоа, али немам толку време да ги преведам сите тие линкови, значи многу лесно да го селектирате целиот текст од било кој линк, ако го селектирате вие тексто, и фактички ако идете на Google Translate со 90 до 99% точност ќе ви го преведе. И вие можете да ги прочитате сите линкови кои што ги постирам ја или сите линкови кои што ви интересираат. Значи не сакам да слушам милион коментари и пораки, бришам коментари за таа тема. Значи после мора да одговарам у порака. Значи смешно е да викате и да тражите се некое excuse дека ама ја не знам англиски. Луѓе да не знаат англиски, има апликација што моментално го преведува тоа. За видеата да, потешко е да се разберат, али другари, ако сакате да научите нешто, има и српски видеа. Има и српски и хрватски видеа на таа тема, кои што више се преведени и може да ги најдете на YouTube. Јас не ги форсирам, ја повише ги форсирам овие на англиски канали, затоа што овие луѓе не презентират како српските и хрватските премногу тие шиткоини. Хрватските и српските, балканските медиуми претерано форсират шиткоини и овие има доста, нели, ќе споредат за Dogecoin и за Shiba Coin, али овие луѓе се по 12 години, 6 години, 8 години у криптосектор, додека балканските се како копи-пасте. Ако више ништо не разбирате, може да најдете што е Bitcoin, што е Ethereum, што е Cardano, што е Vichain, ама не улавајте многу да ги слушате за тие српски и балкански канали, кога тука се прават експерти како треба да се трейда и колку пари треба да се уложат, па тие драми. Значи стоите надвор од трейдање.
На вас ви трябват години и години да го научите taj маркет, да сванете шо е taj коин, за пред долавате у трейд. Значи имате много лесно и едноставно крипто може да се разбере. Значи тия стари проекти и тия големи проекти, за кои ще от цел свет зборе, и упорно ги повторувам, се биткоин, етериум, кардано и вичейн, да речеме защо ги разделам на толкова, да речеме вичейн и еве и кардано не успеят, пропаднат. Значи вие ки имате биткоин и етериум. Значи ки имате два коина, кои ще ви ги избият сите тия пари, кои ще ги имате вложено. Гледате, иако я Кардано го знам со години и го чекав да го купам, дека е толкова добър проект. Дори е по-добър проект и от Ethereum. Гледате, я па не го дръжам само Кардано. Я го имам и Ethereum. Че я ги дръжам и двете платформи, кои шо, и двата екосистема, кои шо се нели голема конкуренция един на друг. Ама тия два проекта не се борят кой ќе победи и кой ќе изчезне. Тия два проекта се борят со тоа да вземат дел од тај market cap, кој што го има нели целиот крипто свет. Значи ни Ethereum нема да пропадне, ни Cardano нема да пропадне. Ако зборевме за пропагање, Ethereum до сега требаше да пропадне, поради тоа што толку скап газ има и има нефункционален децентрализиран систем кој што уште работи на Proof of Work. Додека Cardano е Proof of Stake, значи не ви треба ни графички, не ви треба ни струја, не ви треба ни одржување на тие машини, не ви треба ни соба и просторија тоа за тие машини и нема што да се плашите дали ќе ви изгоре графичка картичка и дали ќе можете да ја обновите у најбрз период. Значи Cardano, милион пати кажав, си има волет дека се става тия коини и ви дава от 5 до 8% на година, нон-стоп са отключени кога сакате може да ги извадите, додека Ethereum не може да се извадат доколку ги уклучите на Binance на стекинг. Јас извинувам. Значи друго прашање, значи тие се, сакам да ги прочитам за пред да преминем на следното. Значи Хасоши е добар тип, прави аналитики, BitBoy, London Real, иако прави најразлични теми, али доста добро знае да направи видеа и за крипто, за блокчейн. Значи Андреј исто е добар. CryptoLove го следам со скептицизам, не редовно. Coin Biro, мислам дека така се преведеше, е доста добар аналитичар и еден мислам дека неколку милиони го следеа. CryptoRas ми е за добрутро, Lark Davis ми е за исто за добрутро, типовите прво нешто кој ќе станам, нив двајцата ги секош прислушувам. На кој начин, значи треба да се разбереме, но преска со тип упаднав, страже 100% сигурно да му презентирам дали тие неговите пари он што ги уложи у тие јас коини што ги кажувам или у лицата кои што сум ги или YouTube каналите кои што сум ги презентирал, дали они тоа со сигурност го зборат и дали тоа стварно ќе биде така и дали тие се сигурни проекти, па BitBoy бил тип што бил преварант и трескал глупости, презентирал погрешни коини проекти. Луѓе, значи ја BitBoy ако го постирам у мојата група или било дека и ти го видиш, тоа не значи дека ја 100% се согласувам со него. Значи ја презентирам видео, аналитика, за тоа што ако на пример BitBoy е денеска спомнал луѓе има аналитика дека Ripple, Cardano и да речеме и Mina проект дека ќе бидат многу успешни, ќе ве направат милионери, не значи дека јас се согласувам со него за Ripple и за Mina. Ама ја не можем тоа видео да земам и немам толку време да земам и да го исечам и да му ги взимам само корисните зборови или еве он збореше за Cardano. Че вие мора да го изгледате тоа видео. Ако толку не сакате да го изгледате тоа видео, многу е лесно. Многу лесно. Значи видеото рипаш го дело дека он зборе за Ripple и за Mina или за Dogecoin или за било кој shitcoin или за кој што не верувате и го премоташ видеото за тај дел кој што ви интересира. Че не мора ти да гледаш 30 минути или саат време. Че одиш скип. Имаш на повеќето јутубери прават на самиот канал ако е 2 сати, значи прави сечоци у кој дел од видеото за кој коин, блокчейн или проект зборе. Што е тука филозофијата да не може да се снајдете на една проста работа, да ми пишуваш, ама ти постираш видео од саат време, ја не може да гледам за сите коини. Океј, па гледај на тие јутубери, кај мене уште го нема тоа, ама гледај на тие јутубери,
За тај дел што те интересира. Или кај мене ако гледаш дека зборам нешто што не те интересира, одиш скип на тај дел на видеото од саат и доваѓаш до тај коин што те интересира ако сум го спомнал. Што е тука филозофијата за тоа да не може да се снајдете? Како може да размислувате толку плитко? Значи после викате дека сум бил арогантен и дека сум вреѓал, многу луѓе упаѓаат у таа дебата, ама ти не сакаш да ни слушаш. Зашо би ти слушал јас за биткоин, за Cardano, за Ethereum и за VeChain, кој е твоето мислење? Значи зашо би ти интересирал? Зашо би се интересирал да ти слушам? Ја да, добро е што го прочитам и на пример кој ќе рече ама не ми враќаш. Зашо би ти врнал? Значи тоа е твое мислење и тоа е. Ако е погрешно јас го бришам. Значи зашо би дозволил групата да некој што вчера е седнал за биткоин, за Cardano, за VeChain, за Ethereum да мисли дека неговото мислење било битно, а он лупа глупости у тие кажи го одговори. Затоа што вика, како пример типо ми објаснува за биткоин, било добро ако он купил за $60,000 еден биткоин и биткоин да падне на 30,000, значи 50%, и било добро да земеш ти тај биткоин на тие 50% више што е срушен, ти да го трейдаш. Која глупост, човече? Ја у 6 години немам прочитано поголема глупост од Балканец. И он очекува дека ја ќе се согласам со него, со тоа, со неговото размислување и дека ќе му дозволувам да филозофира. Чекај, па и други луѓе читат, значи не само за биткоин. Утре и друг проект ќе падне на 50%. Еве земам го за пример Dogecoin. Сите луѓе кои што купија, што ми пратија слики од $500 до $5,000 на 0,70 на 70 центи, значи повеќе од нив продадеа. Баш за тоа што читат како него такви коментари и видеа и баш за тоа што размислат како него. Затоа што некој у другите групи не си ја завршил работата и него е избришал не е избришал таа аналитика и тоа дека ги наведува на такво размислување. Че ја не бришам само погрешно овакво. Јас за тоа се уклучувам у токаа дебата како со Типо преска, да не му го спомнувам името, што се уклучив за тоа што да покажам. Многу луѓе ми пишуваат ама не се замаре со секви. Да, баш треба да се замарам и треба да покажам дека има луѓе кои што и у други групи наведуваат луѓе дека е супер идеја да се продава биткоин доколку е паднал на 50%. Тоа е комплетна глупост. Че едноставно таков проект ти го чекаш да се врне. Да се врне и да тогава ако виши го трейдаш, да го трейдаш. Ама не да ти да почнеш да трейдаш нешто кој што е виши паднало на токаа загуба. И ако ти почнеш да го трейдаш, у моментот да го продаваш, да речеме, он литне на 35,000, па ти го чекаш, он литне на 40, па на 45, како ќе си врнеш? Че ти губиш. Како истите луѓе што не довршив мобето го изгубија на 0,70, го продаделе на 0,20 или на 0,30 од паника дека ќе паднал на 0. Чекай, значи ти веруваш на долг период ми пишуваш за Dogecoin и за Shiba, уложил се од 5 до $5,000, што за македонски услови е страшна лудост само за еден коин да го дадеш. И кога ќе некој и ми пишуваш, брат, што да правам, и јас се трудам за шиткоин да ти одговорам, и ти ми пишуваш, мене ме е гајле, мене не ме интересира, што биде нека биде. Значи, чекај малку. Значи, ти мене ми го губиш времето. Значи, ти ми пишуваш приватни пораки или коментари, и ја пробам, трудам се да објаснам за шиткоин што е надвор од тоа што би си го губил времето. Значи, трудам, нали, мојата добра страна ја искажувам. Еви Петар ќе го земам како за пример за кој беше за Stellar. Значи, он купил за $7,000, поради тоа што верувал, иако му пишував пораки дека не се купува, значи, ама он те верувал и упорно принт скрину ми презентира као демек те чекај. Ја намерно го постирав тоа видео, ама те чекај, ќе постирам. Даниел Гуштеров не беше кажи го право. Еве, јас сум купил $7,000, погледни видеото, вика Conspiracy Theory, не е биткоин тај. Фенис Коино го презентира Stellar заради некој знак, че еве јас доле па му постирав, уште нема одговорено, многу убава порака со Космос, мислам дека беше коин, кој што има многу послично символ од самиот Stellar, кој што има две линии у тај круг. Значи, намерно тактички ги оставам тие видеа и намерно знам дебатата на дека ќе отиде, да ја одговорам и да ја презентирам. Луѓе, седнете, имате група кој што некој ви ја дава на готово, си го губи времето за да презентира, а вие само го напаѓате у пораки и у коментари и правите дека сте експерти. Супер, не викам дека нема експерти поголеми од мене, али кога виши се правите експерти јавно у коментари, дај презентирајте го тоа видео, еве скриено, ставете маска, ставете на лицето, излизете
Или прати ми го на мене видеото, да ги видиме тия транзакции со тия толкова успешни коини. Ти си го продадел биткоин, ти си го продадел кардано, ти си го продадел доикоин. Да ги видиме тия, еве, и аз да ги видам, тия толкова яки трейдери шусти или тия толкова много шусти скопале, па сте сменили за профитабилни коини, да видам, пъте я у мое видео ки ви се извинам и ке пробвам да ве презентирам под никнейм тамо, кой ки го измислите, да ве презентирам, да кажам, луѓе, тај човек у коментари што ми се пушташе на мене и аз съм кажал дека е лажен експерт, па да ви се извинам, дайте едно видео. 6 години нямам видено такво видео. 6 години нямам видено, 6 години чекам да ги видам тия толкова профитабилни трейдери и експерти. 6 години чекам да видам. А плюс сакам да видам и после па неколко години на тој трейд што сте го направиле, што е по-паметно, тия трейдови што сте ги направили за кеш или колку коини сте изгубили поради тоа што ти може да си направил кеш. Ама тај кеш е кеш. Додека тај коин додека си го трейдал и си изгубил таа количина, тај коин моментално може да вреде толку и вие сте направили много кеш. Ама со тај кеш вие у иднина нема да може да купите токава количина на коини, за да у друга иднина, на други 4 години, да речеме, кој ќе има булран, дека ќе имате вие доволно голема сума на коини за да направите профит. Значи друго најинтересно, значи многу лесно, само да видиме на секунда, треба доста се проверува да не се исклучува видеото, че имам проблеми со интернетот. Значи друго нешто, другари, за cex.io. Значи берзата, да ја објаснам. Значи берзата, за жал е појдовна точка од Македонија. Биткоин, ова Binance и KuCoin, нели многу луѓе се жалат дека сега почнава више да добро од македонски дебитни картички, ама не можеле да кешират назад. Значи многу лесно. Од самиот KuCoin и од самиот Binance, кога више ви дојдело да кеширате, тај коин го префрлувате ако го има на cex.io, ако го нема, сите тие коини, нели, кои више сте решили да ги кеширате, минувате ги за биткоин на Binance и одете withdraw и ги ставате праќате ги на cex.io и таму ги кеширате. Значи, у сектор, кога отидете тука, кај мене моментално не го дава, али многу полесно. Значи, избирате го у Select Currency. Значи, бирате го биткоин и гледате. Значи, колку лесно и едноставно. Значи, ќе ви ја даде адресата. Само треба да го направам обратно. Значи, одете у Wallet, Deposit и Withdraw. Значи, ќе треба да земе доста појак лаптоп, поради тоа што самата програма траже доста. Значи одете у Withdraw. Значи, ќе оде побавно, али значи, кај мене морав да го креирам сега профилот на Binance.com и е со VPN. Значи, нема да можам да го активирам целосно профилот. Значи имав краток прекин да се извинам у самиот интернет. Значи одете на cex.io, да речеме дека Binance е блокирана. Значи у Англија или да речеме блокират у Македонија. Значи на cex.io одете депозит. Оде побавно, значи бирате биткоин дека сакате да депозирате, значи сите коини може да ги изберете, али овај пат одеме со еве биткоин. Значи главниот. Значи може да ги продадете у него, значи самите коини. Значи тоа е вашата адреса. Значи одете копи и секојаш ги помнете 36L и MFZ. Значи првите и последните бројки или букви. Значи одете Wallet, значи Deposit и Withdraw, одам од почеток. Поради тоа што имав проблем со интернет месецна, не знам дека бев застанал. Значи, многу луѓе ме прашаа од Англија, значи како се вадат, дали е сигурно. Значи сигурно е, значи одете Withdraw.
и гледате. Значи тук е депозит. Що значи? Значи вие биткоин го взимате от Binance, от неговата адреса, постоечка, и я копирате вашата адреса, коя ще е на друга берза, на cex.io. То е ваша адреса, дека taj биткоин ке легне на тази сметка, просто да се изразя. Значи копирате Enter адрес, значи withdraw, значи вадите го до коя адреса, постирате я. Значи гледате тук пишува дека wallet address automatically matched to corresponding network. Значи не сте сгрешили адреса, али па проверувате на 36L MFZ. И тук доле я бирате, нели, гледате към мене, например, имам дневен лимит за 24 сарата, 2 биткоина, що е $6000 да речеме, да можем да ги извадам. Значи, одете на Max или вие бирате коя количина на биткоин сакате да я 100 кешки да ги имав. Значи, коя сакате сума на биткоин да я извадете и да си я, ако нели у Македония или у Англия я забрана Binance, коя сума трябва да я префърлете. Секојаш знаете, гледате, аз тук унесов еден, али network fee е 0.00057 да извадам един биткоин. Значи, то ако го пресметам, баш го пресметам поради това, що много луѓе сигурен сум дека ќе ме прашат какво се пресметува. Сега ќе пробам да го активирам у позадина, значи самио лаптоп. Значи тук я копирате За жал се изключи, значи самия Binance, иако ми беше дадел дозвола дека можем да направим withdraw, шо и аз се почудив, а ги немам тия биткоин на самата берза, значи кратко, то може да го стопирате, ки видите тамо доле дека треба секој да забележите дека ќе взима фи 0.00 колко и тоа го копирате тия 0.0005 и ги пресметувате со нели моменталната цена колко е на биткоин и така ќе добиете сумата, поради тоа што ви го пресметува нели у биткоин, ќе добиете сумата у долари колку тражи самата берза за фи, ама без разлика, нели вие ќе ги вадете тие коини, ќе ги префрлувате на cex.io, така да немате избор колку и да е самата сума. Гледајте кога вадите коини нели од такви берзи, гледајте првин да тестирате помала сума, без разлика нели што ќе ви земе фи. Ако сте нови и прв пат нели го правите тоа, гледајте да го тестирате на помала сума, за нем да сгрешите адресата и да ги пратите на некоја непостојачка адреса, значи ги губите сите пари. Значи подобро е пробајте прво со некој коин кој што го имате многу голема вредност, да го префрлете нели за неколку коини или $2-3 или $10 колку е лимито, да го тестирате, па после да ги вадите и не ги продавајте сите коини за биткоин, да ги сменете кога ги вадите, туку проверете кои коини ги нуде самата берза, значи CEX, кои коини ги нуде самата берза CEX, за можете директно коино од нели Binance да го префрлете на CEX. Друга работа, која ще беше доста интересна, морам да кажам на Binance, многу луѓе прават грешка, што активират Flexible Trading. Сега оде по-бавно, али? Значи, луѓе, вие бирате директно продукт, кога отидете, директно бирате Flexible Savings, како најлесна опција. Интернетот е за жал катастрофа. Бирате како најбрза опција од самите коини и ги одете трансфер и ги уклучувате на Flexible Staking. Flexible Staking ви дозволува кога сакате да го тргнете нели тај коин за да го продадете. Значи што правите со тоа? Вие го губите и после ми викате, ама ја не ја добив тај процент кој што ми го витија. Па најнормално, значи вие го прекинувате самиот процес и не ја добивате таа награда од тај пул. Значи Flexible Savings не го користете.
Значи не е тоа ја што кажувам. Значи ја викам упорно стекинг, а вие ми викате зашо не ги дава тие проценти на flexible stacking. Значи Binance stacking продукт. Значи одете. Значи wallet, earn и одете Binance stacking продукт. Не продукт. Binance stacking продукт. И тука ги имате тие сите коини кои што ви се нудат. Сега малко е по-слабо. Значи тука го активирате, нели, да се гледа кој ви е баланс. Јас сега немам баланс за да активирам. Значи тука ги гледате, ви ги нудат за 15 дена, за 30 дена, за 6 дена или за 90 дена. И стейк го активирате, имате, гледате и промоција за NEO, дека за газ дава 5.79. Значи тие треба да разберете. Например, еве за Atom, познат коин, гледате на 30 дена ако оставате, нуди 9.47. На 60 10.92, на 90 12.78. Значи вие бирате на колку ќе ги ставите. Значи тоа се пресметува процентот на година. Значи вие бирате на колку ќе го уклучите. Значи не е добро да се уклучуват на 90 дена и на 60, за тоа што овај период и ние идеме у тие месеци кога може да се слуша таа експлозија и да има нели кажи го продажба добра. И за тоа што ако ги исклучите, ќе може да ќе платите пенали. Затоа ги уклучувајте на 15 и на 30 дена. Значи тоа е најдобра опција, на пократко. Поради тоа што се ближиме до таа година кога нели сите крипто треба да експлодират. И ќе се укаже шанса да може да нели да се изиграат. Иако нели упорно викам да не се трейда и се, ако има таква објава, ако има нели со 100% сигурен кажи го трейд, јас ќе го објавам пошто е таа година, ама сакам да кажам тоа ќе биде за Bitcoin, Ethereum, Cardano, додека сите други коини може слободно да ги ставите, пошто мислам зборам за новите играчи, сите може да ги ставите и на 90 дена, не е проблем. Заради тоа што вие улавате на подолг период и е подобро да ги уклучувате коините на 90 дена, ама не сите, целото портфолио не, значи 50% ставате на 90 дена, другите ги чувате на 15 или на 30 дена, заради тоа што може да се појават многу добри проценти и промоции. Значи, гледајте да ги држите коините на Binance и на KuCoin, заради тоа што тие берзи се многу посигурни од sex.io. Значи, ја не можем да ви гарантирам и за KuCoin и за Binance што се вика, ама успоредба со sex.io многу се побезбедни. За големите играчи треба да држите надвор од берзите, да ги држите коините. Јас веќе објавив за тие што ме прашаа за Bitcoin и за Ethereum, Tron и за Engine. Најдобар волет е Samsung Blockchain Wallet, има го секој нов Samsung, а најдобар за сите тие преостанати коини е Nano Ledger S и плюс X, XL. Мислам дека беа три видови. Тај многу луѓе ме прашаа што ќе се случи ако го изгубат. Значи ако го изгубите, не ви пропаѓаат коините. Значи тоа е само како key access со вашиот код да улезете у тај блокчейн систем дека они ги држат нели заклучено тие коини. Значи ако го изгубите Nano Ledger, едноставно треба да се купите нов за да може да улезете и е многу посигурен од сите берзи, али треба да обрнете внимание, не е лесен да се користи, доста е комплициран. Значи, зборам комплициран за новите луѓе и многу лесно може да се прават грешки. Пред да го користите, треба да гледате доста видео на таа тема. Јас имам објавено видео, али ќе објавам и па. За луѓето кои што праша нели дека се гледат најчесто новите играчи се збркуват да го најдат дека и е балансо на долари е овај сектор тука. Значи вие кога го натиснете, вие дава, гледаш за сами ОАДа, вие дава моментално на таа цена, можам да купам 73 значи, коини по цена од 1.43 и кога кидам place order или ќе го купе одма, многу луѓе се збркуваат на тоа дека можело да му стои со саат или денови, значи може да стои заради тоа што не значи дека на таа сума
која што Cardano е моментално дека некој продава. Тие што ги продават, гледате buy orders и sell orders е тука. Значи, следете, вие можете директно да изберете сума кој што продава или кој што сака да купе од вас. Значи, ги следете овие два сектори. Најлесно, ако некој што не му се чека, ако он е 1.43, значи може да го наместите на можете да го наместите на 1.42 да го програмирате. На голема сума, да, помалку коини взимате, ама ако не ви се чека, можете instant buy да го направите на тај начин. Значи, тоа е укратко за тие што ме прашаа за тие три берзи. Значи, тие три берзи се за жал достапни у Македонија и за сега е единствена опција која што треба да користите. Значи, чао и толку од мене, да се надевам дека не сум имал многу технички проблеми, иако забележав дека имав доста проблеми и со самиот интернет и со самата програма. Значи, ќе се потрудам да снимам и повише видеа за други теми. Не снимам секојдневно видеа како луѓе што ми тражат, затоа што треба прво да се изгледат и другите видеа. И треба да ви биде како одскочна даска да истражувате повише, а не само да речеме да се фрлат секој ден видеа и да новите луѓе комплетно немат време за ништо да разгледат и да пролистат. Значи, поздрав од мене.